Два. Добро вечер. Тест. Океј, добро вечер на сите. Добро дојдовте на вечерната средба. Моето име е Димитар. Го медјам цекичот денеска, пошто е нешто грипосен. Така да ето, намалам на шеги, ќе се фатам за пиво уште порано. Така да денеска го имаме Маријан Мац како предавач. Ќе не научи да се однесуваме со грешките и како и логовите казани се тоа. Чисто вака за најава, идејата е дружба, размена на искуства, прашања, ќе оставам него да ја утврди динамиката како ќе го прашувате. Мене што не ми смета кога ме прашуваат сред сесија. Пивото е тамо лево, тоалетите си исто тамо некаде позади кој не бил. Или после средбата, мало дружење тука после може да направиме. За март имаме најава, имаме со латекот една back-to-back ја за governance, security, compliance, малце доста технологија, да видиме малце формално како изгледат работите. И во април е Векослав, не го откривав насловот на неговата тема, му поморав да го смисли, така да може маички ќе направим. Да не лажам повеќе, Мац, улогата твој. Фала за представување, може да направиме киков. Добро. Дечки, денешната тема е справување со, не знам македонски дали има за exception и за error, меѓутоа со грешки и со грешки и логирање, кажам. Поентата на денешната тема ставаме нели сите дека во дел на exception handling, стандардно однесување, работа со try catch како блок, меѓутоа поентата на предавањето е да видиме кои се перспективи треба да ги покриеме кога дизајнираме еден систем и да поразговараме околу недостатоците кои што најчесто ги привидуваме кога работиме. Нема потреба дополнително да се представувам, па уште еднаш на представување, одиме директно на агендата. Значи, како што спомнав, целта е да видиме што значи аспектот на справување со грешки и логирање кога дизајнираме еден систем и на што се треба да мислиме, иако наведоме нели на неформално барање, меѓутоа многу често се пропушта кога дизајнираме одреден систем, сме така го здраво за готово дека окей ќе ставиме одреден логер, имаме try catch во системот и тоа што е доволно за еден систем да функционира. Па тоа што ќе покриеме денеска е политики за справување или практики за справување со грешки, fail fast како концепт, најчести грешки кои што се случуваат при имплементација, што е тоа на што треба да внимаваме кога градиме API или error handling во API, справување со грешки во API, справување со грешки при градење на дистрибуирани системи, логирање за диагностика или што е тоа што ние ќе го запишеме како некаков верба со системот за да можеме да ги искористиме тие информации полесно. Безбедносна перспектива, односно тоа што го логираме и запишуваме на што се треба да внимаваме да пазиме, event store и логирање како концепт. Процес майнинг го ставив, меѓутоа ќе го рипнам денес, бидејќи ќе се фокусираме на демо да не растркам темата. Океј, да почнеме со справување со грешки. Ме интересира, ќе сакам да биде интерактивна дискусија, да кажам и предавањето, на кој начин го доживувате справувањето со грешките, дали има некој да каже, да одговори како го доживува. Или како го замислува. Джусај, ти си искусан ден. Добро. Информација најчесто е точна, да се најде таа информација, најчесто не знаеме каде е грешката, лутаме, бараме логови и се мразиме себе си. Дошо не сме направиле подобра работа. Добро. Супер, фала ти. Некој друг да надополни, дечки? Крај хардер, а? Добро. Океј, затоа овој слайд го ставив, чисто како едно интро пред да начнеме од темата. Меѓутоа, поентата на справувањето за грешките кој е? Кој е нашиот план пред да се случи моментот на shit hits the fan? Така, односно пред нешто да почне да не работи во системот и како ние се справуваме со проблемите кои што се случуваат во системот. Сега, ќе одиме од големата слика, па ќе навлеземе во детали. Во принцип, кога дизајнираме еден систем, тоа што треба да го земеме при анализата е
вклучените страни. Од една страна го имаме, само ласерот да не работи. Добро. Од една страна ги имаме корисниците, значи дефиниција за корисник може да е крајниот корисник кој што ја користи нашата апликација, може да е тоа мобилна, може да е веб апликација и може да е девелоперот кој што конзумира API, така. Значи тие се засегнатите корисници на нашиот систем. Од друга страна го имаме тимот во некаков формат и со некакви улоги кои што се тимски, така. Значи имаме бизнес аналитичар, продукт онер или продуктен стоп. Девелопер, DevOps, SecOps, SQA, support тимови и така натаму, значи сите оние улоги кои што се на страната на тимот и треба да испорачаат некакво решение. Сега, земајќи го тоа во предвид, значи вклучените страни, од една страна корисниците, од друга страна тимот, треба да направиме план што е потребно за кога нешто нема да работи, како ќе го пресретнеме или како системот ќе се однесува. Овој како некој ептен генерален блупринт. Значи, тоа што на сите ни е познато, е нели try-catch. Имаме регистрација на корисник, ставиме внатре try-catch и очекува дека се ќе биде како што треба, дека ќе регистрираме корисникот и во најдобар дел од сценаријата, нели, главниот свинлен ќе помине, ќе го регистрираме корисникот, ако се случи некоја грешка, можеби ќе ја фатиме. Меѓутоа, дали тоа е доволно? Најчесто не е, баш од причините кои што ги начна и Джус. Многу често ќе собереме некаква информација или ќе да знаеме можеби дека нешто не функционира во системот, меѓутоа тоа е откога ќе пријави корисникот дека нешто не работи. Па во принцип се почнува со дефинирање на границите на системот. И сега многу звучи филозофски, меѓутоа ќе пробам да го објаснам што значи граница на системот. Значи имаме некаква фронтенд апликација, бекенд апија, подсистеми, база, пристап, интеграција и разни слично и корисниците на крај. Дефинирање на систем boundary е анализата која што ние ја правиме кога ќе се случи одредена грешка, на кој начин таа грешка ја доставуваме до корисниците или до тимот кој што го гради системот. Така. Тоа е на некој начин една стандардизација, во смисла, доколку се случи грешка, потребно не е да имаме стандарден начин како таа грешка, информациите кои што дајува со таа грешка, ги проследуваме до крајниот корисник или внатре до тимот, со цел да може да е свесен за таа грешка и да ја поправи. Значи, прво се тргнува таму. Вториот дел е информирањето, значи, кој се треба да биде запознаен и како треба да биде запознаен кога ќе се случи грешка. Сега, во овој пример тука, да кажем, имаме аптека, кој што треба да ни даде, односно водиме ние со рецепт и треба да добиеме некој лек. Така. И што се случува? Пример, јас како пациент кога дојдам, фино ми било да тој кој што е на шалтер вработен, дали е доктор или фармацевт, да му излезе информација, река, окей, како пациент, јас имам алергија на одредено лекарство, така. И таа информација да добие веднаш, така. Потребен ни е централизиран error handling, или ако се вратиме назад, тоа ги дефинира границите на системот. Така. Со цел, пораките кои што се случуваат во системот, самиот систем да одлучи што е тоа што треба да го добие како информација крајниот корисник, во овој случај тоа е докторот или фармацевтот. Така. Доколку, например, се случи некаква грешка, пристап до база и така натаму, имаме контекстуално справување со грешки, така како таа во контекст на издавање, например, на лекарството, за тој специфичен случај, што треба да направиме ако се случи одредена грешка, така. Понатаму, доколку, например, одредениот лек не е на залиха, исто треба да видиме на кој начин и кого треба се да го информираме, така. Понатаму, што останува? Во сите овие случаи, тоа што е важно е кој се ќе прими пораката и во каков формат. Така. Да кажеме, доколку имаме проблем со недостаток на одредено инвентори, или доктор, например, ќе му кажеме, окей, тој лек не е на располагање, е можна алтернатива. Така. Доколку има, например, проблем кој што често се случува, е репетитивен, прави корисникот некаква грешка, во тој случај продукт онерот е фино да добие некакво месечно известување, дека случај во системот се случиле 100 грешки во месецов, од нив 30 се кога корисникот пробува да издаде лекарства. И проблемот е тој. Зошто? Веќе во тој случај продукт онерот ќе биде свесен дека овој процес треба да се оптимизира и да се подобри. Така. Доколку има некаков баг во системот, нормално, девелоперот треба да биде известен, така. И
разни други улоги кои што се вклучени во системот. Централизиран exception handling, тоа што го спомнавме, всушност замислата е едноставна. Имаме еден голем try catch на ниво на апликација, ќе видиме подоцна во демото како тоа ќе го имплементираме. Меѓутоа, ако ова е application boundary, така, замислете дека имаме еден голем try catch по било каква имплементација, која што нас ќе ни дозволи, која еден повик ќе помине низ нивоата во системот, каде да се случи одредена грешка во кој ниво во системот, да можеме таа грешка да спакуваме соодветно кога ќе вратиме назад во некаков формат, така, да стандардизираме, да запишеме дека се случила некаква грешка, тоа е логерот, дали ќе биде текст, дали ќе биде база или што и да е, или некој надворешен сервис, и да ги нотифицираме сите кои што се засегнати од тој систем. Пример, ако имаме регистар юзер, да речеме одредено бизнес сценарио, и во одредена сценарио имаме баг, да речеме добиваме null pointer exception. И сега место крајот кој се да каже, луѓе, не работи апликацијата, така. Обично така трнува. Не ми работи. Што е тоа што не работи? И сега тука имаме напред-назад одење, за да знаеме што е тоа што не работи, која грешка е добил, кој податок си ги внел, за да може да откриеме. Поинтата е како тоа ние да го пресретнеме однапред, така ако се случи null pointer exception, девелоперот да добие известување, да добие payload и да може сам да го репродуцира без да чека клиентот да му пријави грешка. Еден од начините, само да не се гледа, зум ќе треба да направам. Зум. Еден од начините за поставување на погрешен екран ми иде. Добро. За поставување на централизиран exception handling е користење на декоратор паттерн. Меѓутоа има многу начини. Може со custom pipeline да се направи, со ченови и така натаму. Морам да слушам зумови, веќе стварно ми срамети и мене. Извинете. Ке го објаснам. Да кажем, имаме некој сервис кој што го користиме за нарачување, нека е нарачување на пица, така. И викаме кога ќе направам нарачка, процесира таа нарачка, врати некакво ID назад и слично. Сега во стандардно сценарио, нели имплементацијата би била целата тука, во смисла валидирај, провери, инсертирај во база повеќе надворешен сервис и слично, и се од тоа спакувано некој try catch кој што помина не помина така. Се идејата со декоратор паттерн е технички го имаме на истиот сервис кој што треба да направи нарачката, меѓутоа exception handling механизмот го вадиме надвор, така. И сега процесираме нарачка, се случува грешка, така. И таа грешка пробуваме да извадиме соодветни информации и да вратиме резултат назад, така. Инициализација, сервисот кој што треба да процесира нарачката, декоратор сервисот кој што всушност ќе направи exception handling. Во демото ќе видиме малку и во поголеми детали како тоа изгледа и нели правиме place order или направи нарачка која што иницијално го пакува во некој try catch, кога ќе се случи грешка, го пакуваме во некакво error info. Во дел на контекстуален exception handling, значи доколку имаме централизиран exception handling на ниво на целиот систем, кој што магично ги фаќа нели сите грешки во системот, многу често е потребно да имаме и контекстуален. Што значи контекстуален? Тоа значи одредени на пример процеси или имплементации бизнес логики има потреба локално да имаме try catch кој што нешто ќе проба да направи, да фати некаква грешка и да кажеме ако користиме, не знам, дворешни API кои што некогаш не се reliable, па сакаме повторно да се направи обид, и стратегиите се во тој случај имаме некој try catch, имаме две полиси кои што се во главним retry policy и fallback policy. Како што кажува и самото име, retry полисата е во случај кога што правиме нели нарачка, вика имаме метод check inventory. И сега check inventory користи некој надворешен сервис за да провери дали на лагер
имаме нарачка, не знам, од тој продукт достапно, односно дека тој продукт не е достапен на лагер, така. И сега сервисот поради некоја причина не е достапен, паѓа, така. Значи он фейлиер, прво е повторно, на саксес продолжи или падне, така. Ви трае технички пробај додека еден услов или друг услов не се исполни, или тоа како изгледа во код. Има една интересна библиотека што се вика Poly, која што дозволува ваков тип на стратегии да се дефинираат. Значи дефинираме и try policy, каде што викаме окей, во случај на HTTP request грешка, така. Или било каков exception генерички, така. Wait and retry, колку пати да пробам, така. И дефинира или треба тем стратегија. Во смисла, во овој случај е дефинирана доди на степен, што значи ќе проба прво за 2 секунди, па за 4 и така натаму. И автоматски оваа полиса, која што ја гледаме тука, кога ќе направиме execute и го дефинираме тоа за check inventory, ако се случи грешка, таа автоматски кодот ќе блокира тука и ќе проба повторно да изврши повторно додека не се исполни условот на wait and retry. Ако поминат прва помине, ако не, пример на второ или на трето, зависи колку пати. Во овој случај сме дефинирали 2 пати, пример после второто, доколку не работи, нели ќе фрли некаква грешка и доколку е достапно ќе продолжи со дефинирање на нарачката. Fallback, кој што кажува името, идејата е да кажеме повторно во контекст на правење на нарачки, сакаме да нарачаме ночариот Тему. И сега Тему вика, окей, овие ночари ги имам имам две инвенторија, едните се инвентори сервис А, другото е инвентори сервис Б. Сега, прво инвентори сервис А, ако тоа не е достапно, оди на fallback инвентори сервис Б и пробај, ако тоа успее, положи нели со процесот на нарачка. На ист начин функционира во смисла повторно користиме Poly како библиотека, меѓутоа се прави retry полиса. Као што дефинираме каква е полисата и викаме окей, кога се случи грешка, fallback е повеќе друг сервис, така. И повторно таа полиса ја извршуваме, така. И автоматски ќе оди на прв сервис, ако успее од првиот сервис да добие резултати, во тој случај окей, ако не ќе положи со вториот сервис, и доколку таму не успее ќе фрли грешка, ако успее, нарачката успешно ќе се процесира. Втората тема е fail fast како концепт. Што значи fail fast? Поентата е, наместо да пробаме да ги лечиме проблемите во системот кои што настануваат, например, не знам, падна базата, па се ние пробуваме нешто да направиме за да покренеме или некој тип на грешки, да речеме датата не е валидна, па пробуваме да пачуваме. Поентата е, валидираме и главниот свимлен е дефиниран, валидираме тоа што треба да се процесира доколку не чини, во тој случај излегуваме од главниот свимлен. Поентата е дека треба да се осигураме дека таа функционалност која што имплементираме, инпутот кој што го добива е валиден, за да може системот да продолжи со процесирање. Начини има разни, значи има pre-post conditions, assertions, фрлање грешки и валидација, иако не сум фан на ова и понатаму ќе дискутираме зошто. Најверојатно е познат овој начин. If, ако датата на корисникот е таа и на крај не може никој да разбере. Или во некој пореалистично сценарио, така, имаме логин, така, и се проверуваме, не знам, дали имејлото е нул или содржи, не знам, мајмунче. Па, ако е тоа окей, одиме на пасвордот, па автентицираме. И така натаму. Значи, поентата на fail fast е гранењето кое што ни се случува да го минимизираме. Односно, секој пат, ако е наследната слика, да имаме еден главен свимлен, кај што извршуваме бизнес логиката, а секоја детекција која што ни укажува дека нешто не е во ред со самата дата или со процесот на извршување, да заврши со branch out, така, да излезе, да направи екзит рутина. И тогаш и самиот код е многу полесен и за читање и за менување. Зашто ако тука, например, со екстремно сценарио, ако треба тука нешто ние да знаеме и да смениме, би бил ужас, наспроти ако исто тоа го преточиме во некаков код кој што вика, окей, дали ова валидно? Валидно, положи следно. Валидно или не? Не, окей, излези. Така. Сега само да видам кај се стара. Да, типични начин, например, кој што може да правиме валидација,
еден од тие начини е користење на specification pattern. Или, наместо да го правиме овој код кој што има if-ови и така натаму, всушност дефинираме одредени спецификации, кои што тие спецификации, кога ќе им се даде input, проверува дали тоа е валидно или не, ќе пробам да покажам како тоа изгледа. Може и полаш. Ево. Значи, имаме некој контейнер кој што има повеќе спецификации. Така да речем имаме, не знам, temporary email спецификација. Што прави таа? Вика, окей, кога ќе добијам user како дата, натре, проверувам дали неговиот мејл е temporary email или не. Ако е temporary email, во тој случај оваа спецификација ќе падне и кодот нема да продолжи со извршување. Така. Ќе го видиме тоа понатаму во демо. Грешки кои што се случуваат при работа, иако тие што се поискусни, добар дел од овие грешки ги познаваат, меѓутоа многу често грешките при имплементација на механизми за справување со грешки и настануваат од преголема амбиција за да се направи архитектура која што exceptional, Па окей, да трнеме што се може да е проблем. Значи, еден од првите работи кои се случуваат е голтање на грешки. Така. Голтање на грешки, што значи? Имаме try catch и викаме о кетчот не се случува ништо така. Значи, може би ќе логираме, ќе запишеме, меѓутоа враќаме назад нешто што е грешно. Или во ситуацијата кај што викам имаме метод што е check inventory, пак да провери дали овој инвентори постои, се случува грешка, логираме, окей, се случи грешка, бла бла бла, и викаме return true, правиме претпоставка така. Значи, ова голтање на грешки во принцип не би требало да се случи кога дизајнираме системи, доколку веќе се решиме да одиме на стратегија кај што работиме со фрлање на грешки во системот и користење на try catch секаде, треба истите тие да се пропагираат. Генерички пораки. На почеток да се вратиме назад, нели дискутиравме дека треба да ги известиме сите кои што се засегнати кога ќе се случи грешка, за одредени грешки нормално. Сега историски тоа што сум го видел е повторно истото, има try catch, ќе се логира некаква грешка и потоа назад не даваме информација кон крајниот корисник. Така. Што е тоа што не чини? Не чини датата што сум ја дал, не чини бидејќи не можам базата да пристапам, така се случила некаква грешка или каде е проблемот. И се замислете вие на пример имате имате интеграција со систем кој што треба да направи процесирање на оваа наплата така. И користите API. И го повикувате API-то и API-то вика something went wrong, please try again later така. Фрустрација. Така. Па исто да се чувствува крајниот корисник која не знае што се случува со системот. Ова е слайдот кој што го зборав во делот за амбицијата за архитектури, обично се кога ќе се запознае со патерни и така натаму, целта е што е можно повеќе тоа што го научил да проба да го аплицира во кодот и обично тоа завршува со нешто што е дисфункционално. Прв лакмус теза тоа е custom типови на exceptions на секој ниво, така пример имплементираме дата репозитори, сега дата репозиторите речеме ќе фрли SQL exception зашто не знам, не може да пристапи до база или историрана процедура не постои што и да е. Не, нема да користам тоа, ќе направам своје, ќе крстам data access exception и фрливе тој нагоре со SQL exception во него така. Нели правиме стандардизација. И тоа само дополнително го комплицира системот, а ќе да знаеме подоцна и зошто во демото. Валидирање на дата преку exception, и ова е нешто што е случај што сум го видел, значи еве тука на пример пробуваме да извадиме интеџер од квантитетот кој што го добиваме како input и сега ние го парсаме, како окей, ако има exception, во тој случај фрли грешка, ако не успешно сме го испарсале, значи треба во принцип што е можно помалку да има да се осврнуваме и користиме custom exceptions. Односно да проба да го трансформираме системот од користење на exception како механизам во ерори или справување со грешки. Уште еден питфол на користење на try catch, значи е кој обично нели имаме try catch блок, се случува грешка и сега окей ќе логираме
и фрли нова грешка, тоа што рековме преска имаме кастам наши грешки, нели? Фрли нова грешка и ставя постоечката. И сега тука вака издефинирано информациите од стакот ги губиме. Односно, ни дава лажна информација за каде се случила грешката во системот. И последната во делот на логирањето е запишување се што во лог, односно ситуацијата кориснички имейл лозинг, во принцип. Меѓутоа тоа може да биде и други работи кои што се сензитивни, кредитни картички, матични броеви и така натаму. И тежината на нашата работа денес е што во добар дел се уште ние нема наладки за автоматизација, значи сето тоа што го продуцираме е еснавски направено, во смисла ние сме го искуцале, не го искуцал како чат GPT се може искуцал нешто, така стана исто проблем, не треба 5 минути да го размислиме, нели? Така што вакви типови на грешки навидум се прво тешко воочливи и тешко е да се направи автоматизација на нистите. Има начин, ќе го начнеме полесно. Стигнуваме од делот на API-та сега да издискутираме. Како што кажав претходно, сите знаеме да направиме API, меѓутоа конзумирајќи надворешни API, сваќаме колку не знаеме да направиме API. Во моето искуство, да кажам, сите овие години, единствено саглавам API кој што сум имал можност да го имплементираме од Stripe, каде што стварно дава убави детали, убави доколку се случи некаква грешка. Сето останато, дури од поголемите компании, е дисфункционално, како што ќе покажеме во примерот. Како некој гайдлайн, да кажеме, шаблон на размислување, повторно истото, значи имаме стандардизација, ни треба респонс структура, така. И во таа респонс структура треба да вратиме некаков резултат. Значи, обично, например, ако отвориме на MSDN документација, што лека, отвори нов ASP.NET проект, така, баш преска демото како правам со Minimal API. И примерот што го дава, каков е? Вика, окей, имаш ти, да речеме, листа од, мислам дека беше временска температура или степени, како и да е, и ја враќа таа листа. И респонсот што е? Листа од интеджер, например, што е тотално погрешно. Зошто? Зашто кога се случи грешка, што правиме? Така, окей, можеме ние да дадеме информација дека е тип 400, така, па на фронтенд или каде и да го скрчиме, меѓутоа детали не можеме да обезбедиме. Затоа е потребна таа структура каде што ќе прими и диспенс, така, која за временска прогноза ќе прими временската прогноза, меѓутоа истата таа структура да има можност да се даде опис на грешка доколку настане грешка во истата. Така. Дополнително да го користиме, имаме систем кој што ние сме го дизајнирале, има потреба од имплементација на рейт лимити, и рейт лимитот да се вклучи во хедер. Како треба да изгледа? Има многу начини, мислам, не е како единствениот, меѓутоа замислата е таа. Ако се случи грешка, дефинираме која е грешката, објаснуваме која е грешката, така, error код, порака, кога се случила, детали, например, за таа порака и request ID. Ова е нешто што сега треба да запамтите, а после ќе го дискутираме. Еден пример, инаку, запитот во Slack, инаку, која држав презентација на Синергија, ми оставија коментар на крај дека шовинистички слайд имало. Ова е шовинистички слайд. No. Тоа што сакам да го спомнам во делот за статусот. Може има година, имав интеграција со Slack. И сега, што се случува? Старен forget API-то, испуштаваме некаков PV кој што треба да прати порака. Така, окей. Праќа пораки, логично, нели? Ако статус кодот е 200, проложи понатаму. А ако е различен од 200, логирај, запиши и така натаму. Добро. И сега, Slack вика, статус код, кој што е кастом порака, е 200, односно е 400, меѓутоа нативниот е 200. И затоа и ова меме всушност стајано како се е окей, не е окей, во смисла кога треба да имплементирате статус кодови, користете ги нативните статус кодови. Така, ако самиот фреймворк има можност да дефинира, мора да има, викаме окей, врати назад 200 или врати 400 или 500 или што и да е, со цел ова да го избегнеме. Да не видиме ситуација кај што тука вика 400, а не сум свесен некоја постои, а
200 од кај респонсот, така. И тука описи некакви за грешка кои што никој не проверува. Така. Дистрибуирани системи. Спремнавме наназад кога дискутиравме за пијата, нешто што се вика request ID, во контекст на дистрибуирани системи се вика correlation ID, или целта која е? За да појаснам. Да кажем, имаме некој ваков систем кој што треба да направи нарачка, повторно исто имаме inventory сервис, па payment сервис, конфирмација на нарачка и одговор до клиентот. Така и сега сите овие inventory сервисот е некој микросервис или не овој микросервис, може да е и монолит кој што живее во различни физички boundaries, да кажем така. Нели, почуваме нарачка и викаме постои ли? Постои. Пробај да наплатиш, пробам да наплатам и сега да ја кажеме се случува некоја грешка некаде. И сега замислата на correlation ID то кој е? Дека едно барање кое што го патува корисникот на системот, нели корисник рековме може да биде крајен корисник кој што е на мобилна апликација или е на вебот, или десктоп апликација, или може да биде некој кој што користи наше API што сме го дизајнирале така. Сега тој вика create order, така. Кога ќе се случи првиот реквест, замислата е дека ние доделуваме уникатно ID кој што го проследуваме ни сите овие системи. Зошто? Бидејќи, да кажеме inventory сервис, да сме пуштили реквест, така. Inventory сервис ика резервирај го. Така. Меѓутоа, пементот не поминало, така. И сега, кој е механизмот како ние да ги поправиме грешките во системот, што настанале, така. Имаме дистрибуиран систем, ова не влага по трансакција. Така. Значи, correlation ID-то е еден начин прво за да може да се справиме со проблемите кои што настануваат при работа со дистрибуирани системи. Меѓутоа е начин и кога ќе настане одредена грешка во системот да можеме да направиме трейс, така. Да кажеме дека во payment сервисот настанала грешка поради некаков null pointer exception, така. Океј, на кој начин ќе знаеме која дата е поврзана со таа грешка? Че ни треба request correlation ID, односно или request ID, за да можеме да видиме што се случувало со тој реквест кога патувал низ различните системи, така. И да знаеме како сме стигнале до таа состојба која што сме стигнале. Или логот, така, како би изгледал, еве, пример, имаме correlation ID, ABC, 1, 2, 3, така, и пречуваме, направи нарачка, провери со инвенторито, така, дали постои, резервирај, тргни со наплата, така, и со наплатата се случи грешка, така. И во тој случај, поентата е дека ние треба да направиме реверт на самата резервација, така. Инвенторито повторно да го апдейтуваме, меѓутоа доколку настанало да кажеме некоја грешка поради какви да се причини, correlation ID-то нас ќе ни дозволи да го најдеме целиот пат со сите информации кои што се поврзани со тој реквест и да знаеме како тој реквест патувал и кои се проблеми се случиле во системот. Или во презентираното на диаграм изгледа вака, така кажем имаме некој сервис бас, стартуваме со некаква нарачка, пуштаме преку сервис басот информација дека окей, нарачка е стартувана, инвентори сервисот вика окей, јас треба да направам резервација. Сега ако се случи грешка, тоа оди во dead letter queue, а понатаму има механизми кои што читаат од dead letter queue пораки кои што не се isprocesirani поради која да е причина и соодветно преземаат тоа што треба да презема, така ако треба да направи компензација или да врати се назад, ќе врати. Ако треба да извести некого дека нешто се случило, ќе го извести. Логирање, или никогаш доста. И зошто е битно? Многу често гледам дека луѓето се плашат да логираат, или делот се плаши да логираат, што мисли дека има перформанс ишија во проблемот, а од информација никогаш доволно. Така да чисто пред да тргнеме да дискутираме за логирањето, поентата на логирањето е да нас ни каже што, кој, како, каде, кога направил така. И колку повеќе информации имаме, толку ќе биде полесно да можеме тие информации да ги искористиме со цел да прво да го настане каква грешка, нели? Да видиме до што настанува, или
во други перспективи, да речеме безбедносно, така да знаеме кој пристапил, што направил, така натаму, кој е одит исто со повеќе детали, што сменил, од која вредност во која преминала и така натаму, значи да имаме информации што не се случува во системот. Ако ние штедиме себе си, го штедиме системот од логови, тоа значи дека кога ќе се случи одредна грешка, имаме остаток на информации. Кои информации се битни, значи кога се случило, лог ледал од која, correlation ID-то, така или request ID-то кој што е уникатно за целото патување за реквестот кој се случува, никакви грешки, exceptions, и понатаму ќе надоврземе уште нешто кое што е исто така важно за репродуцирање. Најсимплифицирана верзија на систем за логирање овој, кај што имаме debug, info, warn и error. Така. Debug се користи за development, информации се користат како генерални операциони логови, пример корисникот испали реквест или си го смени пасворд и така натаму. Warning за грешки кои што не се критични, например пробуваме да испарсаме некој број, ако не успее парсингот, правиме нешто друго, нели таму викаме окей, warning, не успеа да го испарсирам бројот. Така и error доколку се случи некаква грешка во системот. Какви начини има за логирање? Значи претпоставувам дека во добар дел ви е познато, има најчест структурираниот формат, во смисла имам одреден темплет и одредени информации кои што сакаме да ги фатиме кога логираме, така. Тука има разноразни алати кои што се достапни, например, за да ги користиме, не знам, во екосистемот на .NET, тоа било nlog, serilog и така натаму. Потоа може централизирано логирање да се имплементира. Ако одиме нели со типично структурирано логирање кое што е текстуално, проблемот е што колку повеќе различни сервиси имаме, треба да копаме низ логови, низ различни фајлови кои што често не се ни достапни за да извадиме информација. И ако е централизиран, користиме некаков LogSAS, дали Elk-Stack од Splunk или запишуваме во база, имаме централизиран механизам кој што може да пребараме што се случило и да извадиме информации. Спомнавме за Correlation Logs, значи потребен е Correlation ID-то за во сите сервиси каде што поминува тоа барање да имаме информација. Имплементирање на лог ротација, бидејќи во било кое сценарио ќе завршиме со премногу логови. Значи, освен ако регулатива не бара поинако, например, дека треба да ги чуваме логовите толку и толку време, во тој случај нема поента да ги чуваме за цел животен век логовите. И секако, тоа што спомнавме претходно, да внимаваме што логираме, или за EU и за non-EU countries GDPR-от. Поентата е да можеме да идентификуваме кој е корисник или кој е акаунт во системот, меѓутоа не и кој е човекот позади. Така. Кога мислам за човекот, значи единствен матичен број, например, да нема имейл, да нема технички, како чуваме user ID, ќе го идентификуваме кој е корисникот, ама не знаеме кој е човекот. Па тоа не носи да следниот дел, кој што е всушност зборува за безбедност. Мислам дека тука има многу по спремни луѓе кои што може во детали да навлезат за безбедноста, меѓутоа ќе пробам во кратки црти да објаснам што е тоа на кое што треба да внимаваме. Прво, сензитивни информации треба да се направи редакт, односно да се маскираат. Така што ако имаме, не знам, кредитна картичка или единствен матичен број и така натаму, треба да ги очистиме да не влезат во лог, односно да се направи редакт и да биде логирањето анонимно по дизајн. И сега каде е тежината? Тежината зашто многу често ги дефинираме, например, доменските ентитети, такви какви што се. Пример, имаме, не знам, пациент, па пациентот има единствен матичен број, така или юзерот во него носи юзернем или носи имейл, носи пасворд. Пасвордот може би е хашува, меѓутоа на крајот денот го имаме како објект. И сега имаме, например, некаков join кој што вика дај ми ги сите апоинтменти кои што се поврзани со корисникот. Така е типично сценарио Entity Framework. И правиме join со user, така. Да ги сите апоинтменти join users. И сега join users што ќе направи? Ќе направи проекција на цела табела, ќе крене и сензитивните информации, така. И пробуваме нешто да направиме, се случува грешка, таа грешка викаме окей, запиши во лог дека се случила грешка, пушти дата и во лог завршуваме со информации кои што се сензитивни.
Еден од начините да се справиме со тоа, апдейт на тие квери кои што ја користиме без разлика дали Entity Framework или користиме на хардкодиран SQL со Dapper, рачно да ги трнеме, меѓутоа попаметно решение е лог конфигурација, кај што дефинираме Redact. Во ситуацијата имаме логер конфигурација, дефинираме дека имаме некој JSON формат, викаме OK, distraction by transforming. Тип юзер ако имам, од него секогаш кога ќе нареташ да логираш тип юзер, земе го само пример юзернемот, така. И така дека ако ние му дадеме цел payload кој што ќе содржи и сензитивни информации, во тој случај нема да ги логерот нема да ги сериализира. Инаку доставма како нугет пакет. Другата опција што кажавме пешки во репозиторите кој што е join точка password е на null, така. На кои работи треба да внимаваме? Прво е енкрипција пред транзит. Наверојатно нормално за секој од нас кој што користи надворешен сервис дека треба ако пушта логови да биде барем HTTPS, така, протоколот. Кој се смее да ги гледа тие логови, така, кој се има пристап до тие логови, поготово во сензитивни тематики како банка, здравство и слично. Ретенција на податоците, така, значи обично треба да има некаква лог ротација за да не акумулираме брдо на логови кои што не ни се потребни, односно со тек на време да ги чистиме. Details, така, кој каков тип на промени направил во системот, анонимно да биде by design, тоа веќе го спомнав, значи да можеме да идентификуваме юзер, меѓутоа не и човек. Така. И согласно регулативите, кај нас е копија законот на GDPR, треба да се држиме до нив, колку и да е тежок за имплементирање и нереален. Што треба да избегнуваме, логираме, спомнавме, пасворди, лични информации, кредитни картички, матични броеви и слично. Тоа што треба да размислиме во дел на конфигурација на самите логери, дебаг се користи додека сме во девелопмент, значи колку повеќе логови плука апликацијата за време на девелопмент, толку ни е полесно да диагностицираме, а тој вербас не треба да гуши продукција, нели? Треба да фаќа од ерор па нагоре. И нормално мониторинг. Се во ситуации кај што има тимови што прават лог мониторинг, нели тие можеби ќе бидат проактивни, па ќе ги идентификуваат грешките. Во ситуации кај што нема, треба тимот да се извести директно. Спомнавме во дел на структура на логови, ако се вратиме назад. Така. Дека не потоа некаква структура. Да кажеме, имаме некаква имплементација на процес за регистрирање на корисници. Така. И сега се случува грешка. Корисникот села на телефон вика, извинете, не можам да регистрирам корисник, ти ми како кога тимов провери 6 пати автоматизирани тестови на друго. Не поминува. И сега ние како се разбираме што направил корисникот, така. Епа за тие кои што се желни за CQRS архитектури, има еден концепт кој што постои Event Store, или таму в принцип идејата на Event Store е да можеме да го рекреираме целиот систем до сегашна дата, значи да го донесеме до тековниот систем во база, снимајки ги сите процеси кои што поминале во тој систем. Или да го обяснам поедноставно, да кажеме што е бил настан во еден систем. Настане регистрација на корисник, настане се случило плаќање, така. И сега, доколку го земеме дека еден систем е колекција на извршени настани во истиот систем, ако ги запишеме сите настани кои се случиле, заедно со нивниот payload и резултатите, значи во нова база би требало да рекреираме постоечката база која што не постои, да кажеме, во CQRS архитектура. Сега, за не го комплицираме животот, можеме да го искористиме Event Store како концепт при логирање. Односно, што ако ги земеме, ако се случи грешка во системот, со таа грешка која што се случува, наспроти се случи грешка таа и таа, имаме stack trace толкав кој што кажува каде е грешката, го запишеме и payloadот, го запишеме реквестот, така. Тоа е симплифициран Event Store која станува збор за база. Или ако има структура,
така, или имаме лок ID, левел, име на процесот кој што си извршил, и еве го са пелоло, така. Пример, ако се вратиме назад повторно на слайдот, запи. И користникот вика во случај не ми работи, ми дава некаква грешка, така. И сега ние викаме окей. Бидејќи се случил некаков exception. Што сме направиле? Сме го направиле следно. Сме го запишале тој exception во база, така сме кажале окей, падна креирање на корисник, го извршил тој корисник, stack trace-от е тој, паднало репозиторито null pointer exception, пораката е, не знам, null pointer exception, пеловот е објектот кој што тој корисник го пратил во системот, така. И кога ние имаме таа информација, следно не ми треба веќе крајниот корисник да го прашам што е тоа што наработи во системот. Туку го земам постман, ставам тоа што ставил крајниот корисник, извршувам и го репродуцирам сценарието и фала многу пријатно. Така. Тоа е имплементација на EventStar. Како? Работиот прва. И после викаш, не бе ке мене работи, бе, ај пробај пак. Тоа е да. Како некаков завршеток на следовите пред да рипнеме код, значи имаме крајен корисник, имаме API, имаме некаква бизнис логика. Што тоа да значи, така. Корисникот пушта реквест, доделуваме correlation ID, го препраќаме тој повик до бизнис логиката се извршува, кога се случува одредена грешка, врати детален ерор кој што за крајниот корисник ќе биде разбирлив пред се и ќе може да разбере зошто нешто не работи. Така, логира грешката, запиши кој што кога направил, меѓутоа и payload, така, за да знаеме како да репродуцираме. Ако има сензитивни информации, redact, така, врати одговор назад, врати error код, status код, correlation ID до крајниот корисник. Демо. Сега да пробам да скинам презентацијата. Вака сега да ви покажам пред да рипнеме на демото. За централизиран exception handling. Значи, ова е пример еден од нашите продукти, Invoice. Само да видам кај сум. Добро. Да. И сега да кажеме архитектурата, начинот кој што ги изработувавме решенијата порано. Игнорирате целава структура и нейминг конвенција, ќе се фокусираме само на делот со грешки. Пример, централизиран exception handling. Само да најдам каде. Може да веднаш ќе направам само да пример. Прави врап на повикот. Ова е на пример fixan pipeline. Таков тип на архитектура е. Каде што нели спомнавме веќе имаме дефолтен начин на имплементација, кој што оди има метод, по тој метод нели валидираме, регистрираме корисници, праќаме мејлови и така натаму, фиксен пайплайн го дели тоа на повеќе чекори. Или што прави? Има exception handling најгоре, па извршува валидација дел само, еден дел е бизнес логиката, еден дел е нотификација или праќање мејлови или комуникација преку сервис бас. И сега овој метод прави централизиран exception handling или ги фаќа грешките од системот. И што прави? Изврши го методот кој што си го пратил, провери дали е системска грешка, ако е системска грешка, локализирај, ако не е, повторно локализирај грешките за крајниот корисник за повеќе јазици, така натаму да може. Така и сега согласно
Да кажем, ако е SQL грешка, ако е генеричка грешка, земи нешто, направи така. Дефинира дека е системска, дефинира дека запис технички, логира го истиот. Ќе пробам со во демото да објаснам, да стигнеме технички до оваа имплементација или да слична. Се гледа окей или зум? Уште? Дечки? Окей? Добро. Само вака да симплифицирам. Имам едно решение кое што има во него процес за регистрација на корисници. Така. Само тоа го има. И сега стандардната имплементација е register user v1, така. Имаме нели user репозитори кај што го користиме, го запишеме корисникот до база и да провериме дали тој корисник веќе постои. Имаме мейл сервис кој што го користиме за да го испратиме мейлот дека корисникот успешно се регистрирал, така. И сега традиционално еве датата валидирај, ако не чини фрли грешка, така. Ако е се окей, среди го пасот, криви го корисникот, запиши го во база, врати user ID, прати му мейл, така. И тоа е тоа. И при извршување, само сега да го копнам. Ќе пробаме да креираме 30 корисници. Okay. Значи, тој е register user, викаме таа логика ја извршуваме во try catch, така. Запишуваме што се случило, како се случило. Ако е ова на API, ќе му вратиме нешто на корисникот, закуцан стринг на работи, и тоа е тоа, така. И вадиме некакви информации. И се еве, пример, овие корисници регистрацијата поминала успешно, добили некакво ID, за петка корисникот Order Use, така. Пристап до база паднал поради некоја причина и така нато. Мон? Знам дека е среда, стави ме пример од вчера куцам. Добро. И сега спомнавме нели декоратор, тука малку излегува од идејата за декоратор, меѓутоа да видиме како ќе изгледа верзија 2, така, каде што викаме окей, за овој метод ми треба централизиран exception handling, така. Окей, го наследуваме процесот кој што регистрира технички корисник и викаме окей, напрему request ID, запиши кој е request ID-то, во смисла изврши повик, тоест изврши го на конзолна апликација, изврши логиката, а ако се случи некоја грешка, повторно генерички викаме окей, се случи грешка, request ID-то е тоа, пораката е нешто така. И овој начин на работа повторно не ги дава соодветните резултати од проста причина што немаме никаква стандардизација така. Зошто? Бидејќи валидацијата, кај се изврши, валидацијата вика, односно регистрацијата на овој корисник тука, вика не успеав да го регистрирам корисникот, бидејќи се случил exception, invalid exception, email already in use, така. И сега, да мислете оваа грешка, му да дајаме крајниот корисник. Боли глава. Прво. Или пак нешто друго. Така да треба да видиме што е тоа што можеме да направиме за да централизираме. Сега тука ќе ја покажам таа трансформација од exception handling во работа со ерори всушност. И која разлика, да ние мислам дека немаме соодветен збор на македонски меѓу exception и error, едното е грешка и другото е грешка, нели? Исклучок. Така, има. Добро, значи исклучок. Окей. Окей. Да. Добро. Прво ќе го разгледаме, имплементацијата, па ќе издискутираме. Значи, ако имаме, например, да кажеме void метод, така, метод кој што не враќа ништо, или имаме ни враќа интеджери, така натаму, проблемот со тоа е што нас не лимитира доколку се случи грешка, единствен начин за да го скинеме сценариото, а да дадеме информација да фрлиме исклучок, така, да фрлиме exception.
Добро. Сега, постои во светот на архитектурите request response тип на архитектура. Меѓутоа, проблемот со request response тип на архитектура кој е? Што тој што ќе дознае прв пат, завршил со проект кој што има 1000 класи request, 1000 класи response. Таа е трагедијата. Се ова е lightweight имплементација, lightweight имплементација што века? Имаме неколку типа на резултат, така, место да имам метод кој што не враќа ништо е void или враќа integer или враќа листа, така. Викам окей, ќе имам аналогија на исти, ќе имам void result, method result и list result, така. Void result што има? Има request ID, ќе вратам назад да му го вратам ID-то. Дали е faulted? Ова значи дека корисникот можна нели и корисникот да сгрешил, меѓутоа и системот да генерирал грешката. Дали е системска грешка, листа на некакви грешки и понатаму друго, земи ги системските грешки, земи грешките за корисникот и така натаму, нели. Во нашето сценарио викаме треба вратиме integer, така. И сега истото, имаме validate метод. Наместо да фрлиме грешка, која што технички го кошта системот, бидејќи целиот повик го прави соодветен тип на прекин, викам окей, провери, така, направи валидација. Ако ги нема информациите, сите информации стави валидација, така валидацијска грешка. Ако пасторот не чини, стави пасторот дека не чини, дека корисникот постои и така натаму. И сега тука има две стратегии како ова може да се пристапи кон решавање. Едната е направи излез кој што зборавме fail fast на првото што не чини, во смисла валидирам и гледам, овој не ми дал мейл, не ми интересира понатаму, или не ми дал пасворд, не ми интересира понатаму да проверувам дали е уникатен корисникот, така. Значи, прв неуспех, направи exit, така. А другата опција е, кај што, окей, ќе пробам јас да поминам колку што е можно повеќе валидации и да дадам група на грешки кои што се случиле. И сега го прашаме девелопмент свет, па и од перспектива на крајен корисник, фино е ако може да ги добиеме сите грешки одеднаш, зошто што кога регистрирате корисник и се види, окей, мейлот сега се користи. Добро, го менувам мейлот, така. Ама се изненема се користи. Окей, го менувам. А пасворот ти е со 6 карактери. И се 5 пати напред-назад треба за да завршам одредена сценарија, а вака еднаш ќе му даде. Случај, имелот постои во системот дека лозинката треба да има толку и толку карактери, толку специјални карактери, бројка и слично. И колку ги смениш, следната регистрација, нели, следниот повик, веќе сите грешки поправени ќе помине. Така да тоа е case by case и така и треба да се третира. Specification pattern користење и rule engine има, постојат, ние користиме наш custom и Fluent валидатор е топ, каде што и двете стратегии можете да ги аплицирате. Окей, назад. И сега викаме валидираме така. Окей, има ли некакви грешки за валидација? Ако има, врати назад, не ме интересира понатаму, така. Ако нема, продолжи напред, така. И врати го резултатот, така. Тоа е тоа кое што го прави ово извршување. И сега повикот каков? Гледате, во системот моментално или во имплементацијава try catch не постои при usage, така. Негде магично се користи, тоа е процес екзекутор, ајде. Меѓутоа се извршува, врати информации, така структура имаме, дека тој повеќе е faulted, ерор грешките кои се доколку има ерор грешка, така. И прикажуваме. Крамо да го извршам сега. Изгледа, ета грешката. Окей, таман на процес екзекуторот ме однесе. Значи, процес екзекуторот или било која друга структура или имплементација ќе биде таа која што ќе направи. Окей, request ID направи интерно извршување, додели request ID, ако има грешка, локализира грешката, ако имам custom грешки, така, пример, за ако се случи SQL exception, базата не може да пристапам, во тој случај криве custom, односно криве fault и врати му на крајниот корисник. В случај, правиме апгрейд на серверите, пројде за 5 минути пак, прати мејл до DevOps, биде известен дека базата не може да се пристапи, така.
доколку се работи за payment API not reachable, така. Крајниот корисник ќе добие we can't process the payment series not available, try again, што и да е. Така и на крај таа генеричката што е something happened, try again. Меѓутоа концептот е тој така. Види кој е процесот што паднал, логирај што се случило во системот и извести ги соодветните страни. Сега овој дел за логирање и за известување го немам, имплементирано и идејата ми ја добивате. И во фали редлайн. И сега еве ги, пример, имаме некаква стандардизација, request ID и така натаму, ги запишува. И сега веќе логирањето е локална конзолна апликација, гледаме се и се што, меѓутоа поентата помеѓу системска грешка и user visible грешка е дека крајниот корисник добива user visible, а системската грешка ја логираме ние со цел да знаеме каде каков проблем се случил, или за време на development, вербос ја враќаме и неа, па тој што работи фронтенд и каже, дечки, извини, ама API ми враќа stack trace, тај фиксне си, тоа е тоа. Кога смека е пијата, направам вака, или нека имплементација направи со minimal API, каде што имам една рута, само регистрира корисник, така. И сега, нели, ако е фолтат, врати bad request, инаку врати се е супер, врати дата. Да го покренеме да видиме. Што ќе добиеме? Океј, ете го Swagger. Swagger. Почна кулево за чај. Океј, извршуваме request и ете го, се назад ни враќа. Така, резултатот е 865, request ID е тоа и тоа, дали е фолтот не, систем фолт нема. Технички ова нема ни потреба да се изложи надвор, грешките се тие. Во ред. Сега ќе кажам, таја дека изврши, така. И сега е така. Ќе добиеме request ID тоа и тоа, дали е фолтот true, грешката е, пасворд мора да биде толку и толку карактери, бла бла бла, и автоматски да кажеме, тој што доколку се работи за некој кој што го конзумира нашето API, пораката може да се искористи, да добие во формат како што треба, за да стандардизира API клиенти понатаму при имплементација. Да не биде при успешно сценарио API-то враќа 0 само и ништо друго, или некој објект, user објектот го враќа. Ако ќе има грешка, да ми врати string кој што вика password must be listed characters long, што принцип е проблем за хендлање. Или ајде ако се случи, ќе пробаме да симулираме системска грешка. Repository user. Ево, несреќниот корисник. И сега, we have contacted the admins, we'll get in touch as soon as the problem is resolved. Така. Ќе добие крајот корисник, а во принцип системската грешка, ради верба се гледаме, пример за време на девелопмент е убаво да има, меѓутоа во продукција ова е вишок. Не треба да го даеме како нашиот систем функционира и која му е структурата, веќе може да протечат информации што не треба да протечат. Така. Технички ќе биде user-friendly message, направивме тоа што треба да направиме, покажете на крајот корисник. Дечки, јас толкувам за денес. Може да преминеме на прашања. Фала ви. Почињам со стругата. Да идеме на try catch, пошто јас сум варијаблата.
Ки да прашате, ја ќе ве гаѓам со микрофон. Пате, ќе ги извин таму. Здраво. Имаме систем во кој што имаме воркери, персони, лични податоци, значи име, презиме и матичен број, кои што ги влечеме од кор системот, а на API пробуваат да ги мечнат тие податоци. Имаме issue каква грешка да вратиме екшо. Пошто идејата е дали даваме премногу информации или премалку. Генерално они праќаат име, презиме и матичен број. И вие правите меч по матичен број, ако не го најде, врати го во листата. И по матичен број, и по име, и по презиме. Добро. Тоа моментот е, нели, ако ти кажам дека го имам, треба ти кажам со кој име и презиме го имам матичниот, или генерално не е матичен, туку е date of birth, пошто нели повише може да се мечираат матичните по unique, односно би требало да е unique на ниво на држава. Така проблемот ни е како у тој кейс да им вратиме доволно useful информација, а сепак да не издадеме информација дека имаме или немаме у база. Искрено имаме двојни стандарди и различни видици во within the тимот. Од дев перспектива нашата е дека ако јас кажам, слушај, го имам овој човек со овој date of birth, дали издавам повише информација, дали некој ќе ме искрола и ќе ми ги заведе юзерите што ги имам од база. Наспроти, другиот момент е да, еве ти кажувам, ти имаш тај по surname-от или тоа не ти го мечнав или ние ти го мечнавме partially, ама тука ти е проблемот. Имаме двојни аршини, не знам кој е Те разбирам, бизнес специфика и мислам дека бизнисот треба да одговори. Например, ние имаме интеграција со еден сервис од нас кој се вика CPR Directa. И тој овој проблем да речеме го адресира. Прво, не може секој да го користи, значи треба соодветна дозвола и така натаму, и кој да од информациите ја користиш. Значи таму истото го има име, презиме, нивниот матичен број, адреса на живење и слично. И концептот кај нив каков е, да кажеме, за добар дел од популацијата, доколку обезбедиш МБГ, можеш да добиеш информација на нас така. Меѓутоа има одреден дел од базата на корисници за кој што информацијата не се споделува. Меѓутоа анонимно, да речем, ако сакам јас за министерката на Данска да знам кај живее, нема доја информација. Ќе заштити система. Така да бизнес специфика, мислам дека не е технички проблемот, туку е баш бизнес специфик проблем, да. Океј. Thanks. Нема нешто. Која ти беше мотивацијата да направиш оваа презентација, бидејќи мора да има нешто што те предизвикало, тригернало, да кажеш ова не го бива, морам да ги научам сите како се прави правилно. Слушај, тоа сам. Вака, значи, мотивот ми беше интеграцијава со Slack, кога пробувавме да фикснеме проблемот, тамо дојде. А инаку, на нас, за тако вратиме неколку чекори, архитектурите се нешто што мене лично ми биле од секојаш личен драйв, да кажам, и ни сите овие години некако сум работел на нив за да пробам да ги еволуирам, или да пробам да дам дефиниција на што е доволно добра архитектура за нас, бидејќи идеално решение не постои. Архитектурата кога се дизајнира оди во насока на тоа да прво ние треба да дефинираме што значи добра архитектура за нас и кои перспективи сакаме да ги покрие истата така. Иницијалната изведба ни беше прво на ниво на boilerplate, кај што сите овие работи, да кажам, беа вклучени, и понатаму направивме наш фреймворк кој што беше дестилат на целото тоа знаење, Signals, open source, кој сака може да симне документацијата, нема уште најдобра, меѓутоа чисто за да почне. И поентата која е дека според мене е многу подобро кога има конвенција за работење отколку кога нема ништо. Нормално ако го земеме .NET како фреймворк, па и било која работна рамка што постои, така. Не може да наметне начин на работа. Зошто? Бидејќи во тој случај ќе биде highly opinioned, така. Меѓутоа, од друга страна, highly opinioned фреймворци се добри, зашто ја стандардизираат работата, така.
Прост пример, ако генерираме еве празен проект сега на демово со со минимал API, само да скинам. Не баш. И да долом чисто поентата. И сега, например, еве како изгледа имплементацијата на Weather Forecast, така. Ево. И наназад со сите работни рамки кои што ги вадел Microsoft, еден куп луѓе кои што ги учеле, не учеле само лоши практики. Зошто? Веќе трнува на МСДН, ќе види како еден проект се поставува и трнува да го користи баш вака така, или дефолтната имплементација. Или има порано беше кој се поја ASP.NET MVC проект се внатре така. Има и репозитори, логери, се на едно место. Бизнес луѓе, jQuery со се така. И се тоа е најдобрата практика што Microsoft е поставила, реално не е. Зошто? Што ќе треба тоа да го одржиш на долг рок, не функционира така. Или ќе треба, не знам, ново API да се направи background сервис и сваѓаш дека тоа што си го направил не чини. И поентата ми беше стандардизацијата помага на некој начин да вие во тимот се договорите прво како ја работите. Без разлика дали е добро тоа или лошо, е Џусе сведок која работевме порано во Сигус, имаше еден проект така што сите искусни луѓе тоа така. Ама еден JavaScript пишува на еден начин, еден на друг, еден користи NSPS, еден у HTML, еден у засебна скрипта, значи секој е различно. Така, сите се искусни луѓе, ама на крај тој што ќе треба да дојде, сега што да следам така. И сега поентата на архитектурата, тој development experience да го адресира кај некој така. Пак збори не за line of business решение, кога се работи за перформанс и некојаш се прават исклучаци. Останатите перспективи кои што треба да ги запазиме кои се? Доколку ни е важно решението, лесно може да го шириме, окей. Што е тоа што треба да направиме за да може полесно да го прошириме, да дадеме нова функционалност, нов модул или ако ни е целта да може да намалиме tech debt така. Што е тоа што ни е потребно од перспектива на архитектура, за да го намалиме tech debt така. Или longevity да можеме да мигрираме од една во друга во трета, во смисла за фреймворк кога станува збор така. Значи сите тие работи треба да се земат во предвид кога се дизајнира едно решение, за да се донесе одлука за тоа каква архитектура нас ни треба и што сакаме да правиме. Каде е во сето тоа мудроста да знаеш кога треба да пресечеш, тоа е едно, а друго и за која му е намерата на проектот така. Една дискусија баш имавме со жена на темата за тема интервјуа. И се интервју за сениор и принципал, долува задача од джуниор, што е попрел така. И се го гледам и нормално првично ти доаѓа да кажеш ова би смел, тоа би смел, се би смел. И се чекам назад. Првото прашање треба биде зашто е решението така. Ако е, например, сум искуцал денеска миграцијска скрипта која што денеса ја стартувам и никогаш повеќе, апсолутно ми е гајле дали има енум, нема енум и како изгледа така. Работи ја бришам и не ја гледам повеќе така. Ако е нешто што треба и други луѓе да работат, во тој случај дај да видиме кој е нивото што ние треба да постигнеме за тоа да функционира така, да може да се одржува, да може да биде читливо или што е да е дефиницијата за добро или доволно добро така. Тоа е. Така да ако е нешто што е треба да биде алатка за една употреба или без прототип за да видиме дали нешто работи, во тој случај нема поента ти да изгубиш 5 дена да правиш проектен сетап кој што уште 3 дена ќе потрошиш на пример за да имплементираш цела апликација така. Правиш апликацијата, ќе ова работи, да ќе следно. Така да контекстуално е многу битно да се разговара кога станува збор за архитектури. Така одговорот на се го проширив, ама тоа е. Јас? Некој пат спомнавте во следовите имаше валидација, инпут валидација, а пропагирана како exception. Дали е тоа best practices, пошто спомнавте fluent validation, заради exception на input валидација. Вака се, ако те разбирам добро, дали треба да фрлиме exception или не треба? Валидација. Имаше, не, па, тој пример што го дадов, технички е, да кажеме, овој тука, што е
V1, така. Значи, кај што ги фрламе, да речеме, грешкиве. Ајде, кај сум, Васер, така. Со ова сакав да покажам како е стандардната имплементација, кај што секој како прилика работи на проектите, така. Значи, се случува, не стигна некоја дата, валидираме, фрли грешка дека не чини, така. И како од ова да транзитираме кон наместо справување, односно користење на exception за валидација, да користиме грешки или errors, тоа беше. Овие во репото што беа и во mail сервисот, тие се за симулација повеќе, да симулираме дека се случила грешка. Така да сум поборник на грешки наспроти exceptions. Грешка во сајтот за даноци на град Скопје. Може да дајме задача домашното и да одговори на прашањето, ама ќе завршиш, да не ти укажеш. Најверојатно мануел направат проверката на матичен број, внесуваш дјутре податоци и гаѓаш матичен број, ти враќа и фейк мейл. Пушти ме се, ама ќе завршиш. И враќа, има регистрирано корисник и го враќа вистинскиот мейл на корисникот. Ајде на темата за На темата за грешки ти го дава кој е регистриран со име. Ја му пратив мейл на кој што беше регистриран. Очигледно што не го Вака. Регистриран си на име на жена. И тој се чуди, не сум регистриран. Викам, прати ми го ти мейл. има еден сајт кој што најверојатно уште е активен за да провериш каде треба да гласаш, така, во која општина си и така натаму. Комбинација со ова, И се таму, нели, внесуваш матичен број, така, кепча и ти дава така. ама после внесуваш од обратната се јас го правам. Таму матичниот му го дознам мейл. После од мейлот го праќам назад со презимињата, ставам рандом бројки и дознам кои му се роднини, пријатели и кои живеат Така, на истата ето. адреса. И пред многу години направив еден proof of concept, кој што технички, бидејќи единствениот матичен број се генерира. Така. И направив proof of concept кај што брутфор се прави на матичните броеви и ти ги вади информациите. Ја пробива кепчата и сето и викам луѓе, еве мейл до ДИК, до МВР тогаш за, мислам дека за сабер криминал така натаму, земете, средите си го сервисот, дека секој може да извади информација, име, презиме и така натаму, со матична адреса, кај живее и така натаму. Нити некој се јави, нити некој крена, ни врати на мейлот. И така остана. Да. Администратор кој се јави. Година и пол се најакаме, завршивме една работа, ама ова уште функционира, да само го покажам. Че може да ви дајме домашна работа, ако сака, да ги извади сите мейлови, активни графики. Да. Семинарска за факс. Пратиш решение за данок. Прати данокот е што не те и да пробаш 1000 плати, не те застанува, него уште ти дава можност. Да. Да, јасно. Да. Не, че сајтот е даноци, отвори нај даноци.skopje.gov.mor. Ако сака некој да си шерне матичен, ја ќе го кажам мојот, не ми е Кај сум, овде дес. Знаеш дека те стримаат на интернет со матич. Како е? Даноци, Ујепа.gov.mk? чекай, даноци.skopje.gov.mor. За даноци за град Скопје. .gov.mor. Вака, да? Е, така се. Ама не сум врзан на нет. Не сум. И се треба, значи, обратно правиш, таму идеш, регистрираш нов корисник, и Така. пишеш грешни податоци, само ставаш матичен и ти вика на овој матичен, овој му е мейл. И тоа е тоа. Нели, имаш Да. имаш мейл, односно име, точка, презиме, после имаш кај гласа, па кој му се роднини, Се. и после ми имаш на пазар ќе имата шемата од даноци што избра, и после му го ставаш податокот, имаш слика од корисникот кај што гласал кого. И оно No comment. Веќе некој го крол во моментов. Или тој или сабер криминал ќе се каца на врата овде, така да. Без интернет. Океј, фала му на Маријана, го испратиме што се вика сега на Браво, мајстор. Палечки. Мислам дека сме кај разум. Добро, во право време ќе се позанимаваме со Владко Ивановски ствари латекот.
Кој не го знае кој Владко го знае. Важно кој дизајн на системи без практици с тие работи, таа ни идејата во март, така да се гледаме во таа сесија за тој дел, а иначе за денеска толку разно, пивце, дружба, пушачите можат да се освежат, така да фала ви многу и се гледаме во нека следна среда. Фала ви, дечки.